есента е мета на всушност на вирусни инфекции, па токму тоа е и нашата денешна тема со оглед на тоа дека во овој период често знаеме да се разболуваме сите ние не само од вирусни инфекции, тука спаѓа и грипот и настинката исто така. Во ова вклучување ќе дадеме неколку совети која е најдобра превенција и како да се заштитиме од вирусните инфекции. Ово утро заедно со мене е доктор Гордана Буцевска-Атанасовска. Добро утро. Есента е период кога пациентите најчесто ги посетуваат своите матични доктори заради респираторни заболувања. Долгото топло лето помина, се враќаме на секојдневните обврски, децата се вратија во училиште, во градинка, а ние се вративме на своите работни места. Денот станува пократок, температурите паѓаат, влажноста се зголемува, почнуваме веќе и со загревање на своите домови, што значи престој повеќе во затворени простории, помалку проветрување, а тука се и неизбежните респираторни инфекции, кои што ги има во текот на целата година, сепак врвот е во есенско-зимските месеци. Од респираторните инфекции се смета дека дечињата заболуваат 9 до 10 пати во годината, а возрастните 3 до 4 пати. Најчести вирусни инфекции кои што ги има кај нас се предизвикани од риновируси, аденовируси, параинфлуенца, респираторно-синцицијален вирус и грипот. Иначе се манифестираат како со симптоматологија горно-респираторни инфекции и поретко како компликација и долно-респираторни инфекции. Горно-респираторните инфекции се манифестираат со течење на нос, кивавица, гребење во грлото, засип над глас, сува кашлица, болки во телото, малаксалост, општа слабост, покачена температура и обично поминуваат за 3 до 10 дена. Вирусните инфекции се лекуваат симптоматски, антибиотиците не се лекови за вирусните инфекции, ги лекуваме со, ако се покачи температурата, даваме антипиретици, за секрет од носот даваме капки за да се олесни дишењето, повеќе витаминска терапија, одмор, и најчесто така поминуваат без некои посериозни компликации. Некаде кон крајот на есента ни доаѓа и грипот, неизбежна е и короната, која што е се уште присутна, не во толкав број како што беше. И самите услови, престој повеќе во затворен простор, кога остануваме затворени, поблизо контакт со повеќе луѓе. Исто така и дечињата во градинките се изложени почесто, затоа што се во близок контакт со другарчињата, помалку престојуваме надвор, сонцето веќе помалку не грее, со тоа се намалува и нивото на витамин D3, кој го ствара нашата кожа. Па и самите услови придонесуваат да многу полесно се шират и имаме се поголем број на заболени од респираторни инфекции. Затоа на своите пациенти им препорачуваме за време на викендот, кога се повеќе слободни, да го користат секој период кога може да излегуваат надвор, било на планина, било во парковите, да не остануваат подолго време во затворен простор, да ги проветруваат просториите, обично наутро, кога се уште не е толку загаден воздухот, редовно миење на рацете, значи одржување на лична хигиена, тоа го советуваме и за дечињата во градинките и во училиштата. Консумирање на квалитетна храна, есента изобилува со многу овоштие, со зеленчук, што секако делува позитивно на нашиот имунолошки систем, доволен одмор, намалување за пушачите секако е прва препорака да се намали пушењето доколку е можно, доволно ни е загаден скопскиот воздух, почнуваат веќе да работат, да се загреваат домовите, било со клима уреди, Скопје град кој има и централно парно греење. И секако препорачуваме неизбежно, еве во овој период е најактуелна за постарите, секако и за помладите, вакцинацијата со сезонски грип, да си го подготвиме својот имунолошки систем,
Ме радува што одзивот за вакцинација е доста голем, еве и во нашава ординација пациентите што се постари бараат да им закажеме термин за редовна вакцинација од грип. Значи, квалитетна исхрана со многу протеини, со многу витамини, ќе го зајакне нашиот имунолошки систем, да се подготвиме и полесно да ги пребродиме овие вирусни инфекции кои не погодуваат сите. Не сте заштитени ни младите, ни старите. Во однос на зајакнување на имунолошкиот систем, веќе кога напоменавте, нели, да бидеме физички активни, да јадеме повеќе овошје и зеленчук, дали освен зајакнување на имунолошкиот систем, што е она друго за да се заштитиме, некако она главна превенција од Главна превенција да избегнуваме, значи кога сме настинати, да останеме дома, да се изолираме од работната средина, од најблиските, да не присуствуваме во затворен простор, кога сме да носиме едноставно маска, уште ни остануваат навиките од ковидот, да не ги изложуваме своите колеги, да се намалат дечињата исто кога се болни, да не одат во училиште, да не одат во градинка, за да се спречи тој ланец на ширење на инфекцијата, да се намали групирањето повеќе луѓе во еден затворен простор, што е најлесен ланец за пренесување на респираторните инфекции, да се зголеми и физичка активност, зимскиот период, есенскиот период, тие активности ни се намалуваат, меѓутоа да го искористиме секој слободен момент, кога има сонце, кога сме во можност, да бидеме во природа, да спортуваме, квалитетен сон, исто и тоа придонесува многу да се зајакне имунолошкиот систем, за да може полесно, и ако не нападне некој вирус, полесно да го пребродиме, без да отсуствуваме и на работа, и да нема некои посериозни последици. При самиот крај сакам и кратко да прашам, многумена, иако не се соочуваат со тежок грип или слично, имаат проблеми со грлото, односно болки во грлото, болки во крајниците. Што се препорачува стрикно за тој проблем? Дали може би топол чај или пак само лекови? Препорачуваме претежно да користат некои суплементи кои ќе им го олеснат, кои ќе олеснат болката, чај, мед, го има во нашата средина, топли пијалоци, да избегнуваат газирани пијалоци, да го намалат пушењето, ако може, секако. Тоа се најчестите совети што ги даваме за нашите пациенти. Ви благодарам многу за сите овие совети, што имавме можност да кажеме нешто повеќе за овој проблем со кој се соочуваат многумина во есенскиот период. Есенскиот период е тежок за сите, да се прилагодиме по долгото лето, температурите се намалуваат, влажноста се зголемува, така да на сите ни треба еден период, за жал кога кај нас се драстични временските промени, немаме толку време за да се адаптираме. Меѓутоа со овие совети Скопјани знаат да се прилагодат и полесно да го пребродат овој критичен период, така да кажеме. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со овие совети не само Скопјани, туку сите оние кои што ја гледаат нашата утринска програма, на некој начин ќе ги пребродат сите оние вирусни инфекции и грипови, доколку се заболени, со оглед на тоа дека, како што кажав и во самата најава, есенскиот период за жал е мета на вирусни инфекции и грипови. Најважно од се е да го посетите вашиот матичен лекар, да се консултирате со него, но се разбира дека при самиот крај напоменавме и за употреба на народни лекови, како што се чај, мед и слично, кои што дополнително би можеле да помогнат доколку имате некаков проблем.